толкувањето на зборот антропологија датира уште од подамна и добило двојно значење. Едни антропологијата е сватиле како наука за човековото тело, а други како наука за човековата душа. Од 19. век, кога антропологијата се консолидирала во посебна научна дисциплина, па се до денес, во Франција, Англија, Америка, под поимот антропологија се подразбира, се сваќа учењето за физичката структура на човекот и проучувањето на културата, животот и обичаите на племињата и народите, како од порано, така и во современите услови за живот. Меѓутоа, во некои земји, како и кај нас во Југославија, под антропологија се подразбира науката која го проучува постанокот на човекот, неговата еволуција и физичката организација на сите раси и етнички групи на земјата. Покрај физичките карактеристики, антрополозите ја проучуваат и културата на човекот, затоа што секое постигање во областа на културата влијаело и се одразувало врз понатамошниот развој на нашата врста како биолошки феномен. Денес, потеклото на човекот и неговиот развиток го проучуваат многу научни гранки, секој од своја гледна точка. Добиените сознанија антропологијата ги обединува. Меѓутоа, антропологијата не е наука на науките. Наспротив, поаѓајќи од познатото кон непознатото, со посебни истражувања, собирање на градба, нејзина анализа и воопштување, и утврдуваат тековите на промените, причините и последиците од вариациите што настанале и што може да се очекуваат во човековиот живот. Најглавна задача на антропологијата е да ги проучи процесите на еволуцијата и ги открие патиштата на трансформирање од биолошките кон социјалните законитости. На крајот, но не и на последно место, цел на антропологијата е да ги проучи и прикаже луѓето од сите бои и сите народности и да во рамките на нивната специфична средина ја прикаже промената во нивната природна и општествена еволуција. Човекот, како биолошка единка, е интересен да се наблюдува од неговото раѓање до неговата смрт. Во текот на својот живот тој е подложен на промени. Тие промени се однесуваат на обликот на телото и функционалноста на органите и органските системи. Сепак, највидливи се промените во обликот на телото. Науката, која се занимава со следењето и проучувањето на телото, се вика антрополошка морфологија. Таа настојува да ја проучи варијабилноста на телото, да ја дознае закономерноста на растот, како и да утврди нормални вредности на сите димензионалности на телото, како што се должинските, волуменските и така натаму. Од раѓањето, од својата најрана возраст, човекот почнува да расте. Но овој раст не одира номерно низ сите периоди во животот. Некогаш тој е побрз, а некогаш побавен. Дори кон крајот на животот, човекот си ги намалува своите димензионалности. Низ вековите, овие димензии на човекот трпеле промени. Ова најдобро може да се согледа ако се следат и проучуваат цртежи, слики и описи што потекнуваат од минатото. Луѓе од исто поднебје, од иста раса и ист пол, низ векови и десетлетија се менувале. Само со еден пример да го илустрираме ова. Во овој оклоп од минатото може ли да се смести сегашен воин? Сигурно не. Секоја генерација се разликува по нешто од претходната. И покрај тоа што се видливи промените, не може да се каже дека морфолошките димензии на возрасен човек се едноставно зголемени димензии на дете. Ова иде оттаму што процесите на развитокот не одат секогаш паралелно со темпото на промените што ги условуваат различните структури на антропометриските димензии. Познати се процесите на телесниот развиток кои се карактеризираат со различно темпо на промени на димензиите, било должинските или волуменските или пак трансверзалните.
височина имаше? Јас сум висока 170 сантиметри. А колку си возрастна? Имам 12 години. Според тоа, незината возраст на 12 години, според таблицата на Бейли, таа не изнесува од незината 92,6% од незината висина. Значи, она има шанса да порасне до 100%, уште одреден број на проценти. Тоа изнесува негде околу 6 до 7 сантиметри. Ела, момче, кај мене. Колку беше висок ти? Јас бев висок 166 метри. Сантиметри, веројатно. Сантиметри. Колку си возрастен? Возраст сум 12,5 години. 12,5 години. Според возраста неговата височина изнесува сега 82,6% од идеалната височина која ќе ја достигне до крај на своето растење. Може да се користат и таблиците на Бейли. Во таблиците на Бейли се дадени следните карактеристики на висината на детето, која што ја има, и може да се предвиди на основ тоа колкава ќе биде неговата крајна висина. Например, за 9-годишно машко дете, висината која што ја има во тој момент представува 75% од неговата крајна висина. 10-годишно дете 78%, 11-годишно дете тој е 81,1%, 12-годишно 84,2% и крајна, да речеме, 18 години, на 18 годишна возраст, висината што ја постигнува представува 99,8% од неговата крајна висина. Што се однесува за девојчината, тие бидејќи е познато дека и нешто порано престануваат со растењето, на 9 годишна возраст девојчината достигнуваат 80,7% од незината крајна висина, на 10 годишна возраст 84,4%, на 11 годишна возраст 88,4%. За да на 17 годишна возраст ја постигне својата 100% од крајната висина што ја има. Сите овие процеси ги карактеризира телесниот развиток и се условени од взаимното дејство на различни внатрешни и надворешни фактори. Меѓу внатрешните значајно место има генетскиот фактор, односно диспозицијата, како и тесно поврзаните фактори со него, какви што се расата, полот, жлездите со внатрешно лачење и на крај ефекторните ткива и органи. Неколку збора поединечно за секој од овие фактори. Диспозицијата е условена од гените што ги носи секој во себе со раѓањето. Овие гени ги одредуваат на следните фактори. Можни се и одредени генетски мутации, од кои некои се поволни, а некои неповолни во развитокот на организмот. Например, со таква мутација може од ниски родители да се развие дете со поголем раст и обратно. Во првиот случај зборуваме за поволна, а во вториот за неповолна мутација. Со наследството се поврзани полот, расата, како и ефекторните ткива и органи, кои играат исто така важна улога во процесот на развојот на организмот. Жлездите со внатрешно лачење во текот на еволутивната фаза на човечкиот живот играле значајна улога во развитокот на единката. Нивната важност особено може да се забележи во случај кога во нив се одигрува патолошки процес. Например, ако таков процес се одигрува во хипофизата, која патем речено го лачи хормонот за растење, може да дојде до гигантизам, карактеристичен со многу голем раст на сите делови од телото, особено крајниците или нанозомија, џуџест раст. Од надворешните фактори што играат улога врз морфолошките димензионалности, треба да се спомнат социјално-економските услови, географско-климатските, како и телесната активност. Во рамките на социјално-економските фактори се подразбира исхраната, начинот на живење и ред други компоненти од животниот стандард. Да ја земеме за пример исхраната. За време на војни, кога условите се ненормални и неповолни, таа е недоволна. Тогаш се и најзабележливи последици на морфофункционалните карактеристики во смисла на послаб развој на висината и тежината на телото. Географските, климатските фактори што имаат одредено влијание врз развитокот на човекот се специфичноста на температурата,
барометарскиот притисок, струењето на воздухот и така натаму. Основна лонгитудинална димензија височината на телото представува една од основните мерни величини или основни антропометриски параметри. Кога веќе зборуваме за овој параметар, треба се нагласи дека тој зависи и е во директна врска со географското подрачје во кое што се наоѓа испитаникот, од атмосферскиот притисок, од исхраната, од начинот на живење. Познато во Југославија е да нашите сонародници од Црна Гора, од Лика, Далматинска Загора представуваат по своите лонгитудинални димензии едни меѓу највисоките во Европа, а сигурно највисоки во Југославија. Како да се објасни таа појава зашто баш тие се највисоки? Прво, што тие живеат на надморска височина, така наречена средногорје или надморски височини кои што се движат од 1000 до 1300 метра. Понатаму, познато е и во литературата опишано да оние кои што се хранат со повеќе претежно протеинска исхрана имаат поголеми лонгитудинални димензии. Тоа значи дека имаат поголема височина. Така, например, опишан е во Африка племето Масаи, кои што се изразити сточари, дека по својата височина одскокнат од другите племиња, а Масаи племето живее на отприлика такви надворски височини во Кенија. Понатаму, познато е да оние кои што живеат во низијат, кои што се занимаваат со земјоделство, повеќе консумираат јагнено-хидратна исхрана, додека овие, другиве, се бават повеќе со сточарство. Така да може тој вид на исхрана да влијае. Се разбира, тука не треба да се исклучи и генетското, наследното особености кои што се пренесе од генерација на генерација. Особено не треба да се смета дека само височината на надморската височина битно влијае. Дури таа некој пати негативно влијае врз растот на човекот. Така, например, познато и вршени се мерења во Андите, во Боливија, каде што луѓето се со ниски димензии, така да средна височина е негде околу 145 до 148 височината на кај мажите, кај жените е нешто пониска. Тука карактеристика е кај нив што они живеат во така наречена екстремни хипоксични условија, каде што надморската височина и разреденост на воздухот негативно влијае врз растот на телото, но затоа другите димензии, како што е обимот на градниот кош, е карактеристично поширок. Тоа е еден компензаторен механизам кој што настојува да внесе поголеми количини на воздух, а со тоа поголеми количини на кислород, бидејќи мали количини на кислород има воздухот, он настојува повеќе да консумира за да може да ги надомести тие недостатоци на кислород кои што се наоѓаат во атмосферскиот воздух во нормални условија. Движењето како фактор, а особено систематското телесно вежбање, спортскиот тренинг и активноста низ игра се разбира усогласени на возраста и имаат важна улога во развитокот на организмот. Бројни испитувања покажуваат дека физичките оптоварувања во рамките на наброените активности имаат активно влијание врз развитокот на скелетно-мускулниот состав на телото, како и врз кардиоваскуларниот, респираторниот и другите системи. При ова треба да се спомене дека оптоварувањата треба да бидат во одредена корелација со одморот, сонот и исхраната. Карактеристиките се следните. Може да се врши процена на основа дадени формули, например, една од формулите е за машки деца, висината на таткото собрана со висината на мајката, помножено со 1,09 врз 2, би се добило крајната висина на која тоа дете може да израсне. Или за женски деца, за женско, тоа изнесува висината на таткото, помножена со 0,92 и собрана висината на мајката, поделена со 2, ќе се добие крајни вредности. Од антрополошка гледна точка, ендогените и екзогените фактори со своето взаемно дејствување ги регулираат карактеристиките на човекот, неговиот развиток и однесување. Некаде се доминантни надворешните, а некаде внатрешните фактори. Така, висината на телото, ширината на рамениците и крлицата во најголема мера зависат од наследните фактори.
Од друга страна пак, на тежината на телото во голема мерка влијаат надворешните фактори, особено исхраната и мускуларните напрегања. Со помош на антропометриските мерења на разни параметри, можат да се добијат законитости за морфолошката структура и морфолошкиот развиток преку овие показатели. За да можат овие димензионалности да бидат проучени и точно измерени, потребно е да се познаваат така наречените антропометриски точки, кои ни служат при мерењата. Постојат два вида такви точки. Прво, фиксни, кои секогаш ги наоѓаме локализирани на ист дел на телото и кои што се лесно забележителни. Например, коренот на носот, врбот на брадата. Нивната положба се одредува со помош на јасно уочливи морфолошки особености на меките делови на телото. Второ, виртуелни точки. Тоа се обично точки што се менуваат со промена на положбата на телото. Таквите точки честопати зависат и од рамнината на која што се наоѓа испитаникот во текот на мерењето. Овие антропометриски точки се утврдени во стандардна положба на телото, кога испитаникот е исправен, рацете му се испружени покрај телото, а главата стои вертикално со хоризонтален поглед. За одредување на морфолошките димензионалности на човекот се употребуваат стандардни мерни инструменти: вага, антропометар, кефалометар, пелвиметар, лизгав шестар, калипер и метар. Пред мерењето, сите овие инструменти треба да бидат калибрирани, да одговараат на стандардите, да се употребуваат секогаш исти инструменти и мерењето да го врши ист испитувач. На овој начин, до максимум е намалена можноста од грешки. Полезно е да споменеме дека во поново време, во антропометријата, се употребуваат фотокамери, рентген апарати, ултразвук, правење одлевки и така натаму. Врз основа на морфолошко-антропометриските мерења, антропометријата има задача квантитативно да ги окарактеризира морфолошката структура и телесниот развиток на човечкото тело. Морфолошката структура се смета како еден од важните показатели за состојбата на здравјето, физичките способности, како и за функционалните можности на организмот. Од посебно значење е следењето на динамиката на физичкиот развиток и колку тој одговара на возраста и полот, и какво е евентуалното отстапување или забрзување на телесниот развиток. За оцена на телесниот развиток најчесто се користат две методи: методи на стандарди и метода на корелација. Првиот метод укажува просечни големини на некои обележја за одредена возрастна група во која припаѓа испитаникот. Веднаш треба да се нагласи дека вредностите од стандардните таблици треба да бидат од понов датум и да ја припаѓаат на групата на која и припаѓа испитаникот, исто географско подрачје, начин на живење, исхрана, професија и друго. Ова е потребно зашто мерките на фенотипот на човекот се подложни на варијации толку многу, што просто не е можно по математички пат да се создадат апсолутно точни мерки на човек кои би се одржале и би важеле подолго време. Вториот метод, методот на корелација, ја користи тесната врска меѓу некои фактори на телесниот развиток, при што промените на големините од еден од нив води до промена на други величини. И двете методи во практичниот живот нашле особена примена во индустријата за облеки и чевли. Секоја држава настојува да направи своји стандарди, применливи за популацијата што живее во неа. Така, познати европски стандарди се германските DIN норми, советските ГОСТ норми или нашите JUS норми. Кога се говори за JUS нормите, се говори за квалитетот, а не за стандарди, зашто кај нас нема такви стандарди што ќе се однесуваат на нашата популација. Нашата индустрија најчесто користи европски стандарди што понекогаш не се применливи или поточно не се соодветни за нашата популација и нашето поднебје. И оттаму честопати се случува во продавниците купувачот да не е во состојба да си најде соодветна големина облека или чевли, зашто, како што веќе рековме, моделите и калапите се правени според европски стандарди и норми.
моделарницата на работната организација Македонија Спорт и ќе поведеме разговор со техничкиот директор Стефановски Перо и со моделарот Наумовски Младен. Ме молам, другар технички директор, да ни кажете дали постојат нормативи или стандарди по кои што вие ги изработите вашите спортски модели? Нормативи и стандарди за изработување на спортските производи кај нас не постојат, меѓутоа ги користиме постоејќите мери на југословенскиот стандард кој има и се служиме со наша креација, изведување на таа креација, ја прилагодуваме према моделот оној кој што сакаме да го направиме. Би ме молел да ми објасните по кои мерки или стандарди сега ги изготвувате вашите модели? Па ми моментално сега работиме у последно време со европски мерки кои ги добиваме од Западна Германија, кои се теа Друмшаф мерки кои се работи во повеќе држави во Европа работат по тие мерки и ние се, пошто и моделарската школа во Марибор и она исто работи на тој систем и од таму и ние сме научиле. Се навоѓаме во салата за модели во фабриката Газела. Разговараме со техничкиот директор на Чевларата, другарот Евтимовски Ганчо и моделарот Тодоровски Марко. Не интересира, другар директор, по кои нормативи и стандарди се работат вашите модели или вашите производи во вашата фабрика? Видите, постојат стандарди, европски стандарди кои употребува цела Европа, па и светот. Тоа се мери кои се употребуваат во чевларството, така наречена енглеска и француска мера. Постои и сантиметарска мера, меѓутоа таа многу помалку се употребува отколку енглеската и француската мера. Ние бидејќи работиме како за наше тржиште, југословенско, и за европско тржиште, ги имаме прифатено тие мерки да би се уклопиле, мислам, во тие норми, во тие величини, должини и ширини на нозите, да би могле да пласираме нашите производи и надвор од нашата земја. Благодарам. Би се обрнал до другарот Тодоровски. Што мислите вие, дали би ви се олеснила работата доколку би имале наши југословенски мерки кои што би биле за наше поднебје? Абе, видите, ние ги користиме, кој што рече техничиот директор. Француската и енглеската мера, кај нас би користила по можност на луѓето, ер има луѓе, некои кои имат и представимо пошироки мери, пошироки ноги и така натака. Ние тоа го користиме по наши, што ако некоја таква мера дојде, ние посебно мера извршуваме и посебен задатак имаме. Тоа нормализација кај свекоја нога не може да биде една иста. Свекој има посебен тип нога. Ние, например, имаме поширока нога. Асистент Тројачанец, врз база на се досега кажаното, дали може приближно да се заклучи дека кај нас во Југославија, односно кај нас во Македонија, немаме нормативи што ќе ги користи индустријата, што ќе ги користи во подготовки, заправо во шиење на облека, што ќе ги користи индустријата во шиење, во подготовки на кондури, во спортската индустрија и така натаму. Па, во таа смисла може да се каже следното. Такви нормативи беа предложени да се направат на еден од последните конгреси на антрополозите на Југославија и во догледно време, во заедница со индустријата, ќе се превзема правење на такви нормативи кои што ќе имаат примена во самата индустрија. Можем да наведам и примена и друга, осим за облека и за обувка. Например, во автомобилската индустрија, седиштата на колите се прават подредени стандарди кои што треба да одговарат на должината на телото, на должината на надколеницата. Или во индустријата за вагони, исто таму се води сметка колкави ќе бидат седиштата. Па,
Друга примена може да се најде и во, например, при регрутирање на млади особи за служење во нашата армија. Например, познато е да високи луѓе, изразито високи луѓе, не може да бидат регрутирани во тенковски единици или во авио службата, затоа што по местото каде што тие би се сместиле, тие би заемале голем простор и би се осеќале неудобно, затоа се врши одредена селекција на основ тие антропометриски мерки. Таквите мерења, како што се ови антропометриски, имаат своја сврха, имаат и свое значење. Сврхата е тоа да се добијат тие стандарди, а значењето е од индустријска гледна точка да модели големини нема да им се задржуваат во нивните магазини, нема да им стојат во нивните продавници, доколку тие се поблиску до нормите кои што владеат во Југославија, до популацијата во која што тие се продаваат. Понатаму, тие би се изготвувале и не би биле неудобни за луѓето кои што ги носат. Неколку збора за спортската антропометрија. Што се однесува до спортската антропометрија, таа има примена да кога некој од млади организам или некој младо дете сака се определи за некоја спортска дисциплина, потребно да се изврши селекција, а таа селекција е овозможена со односно антропометриските мери и некои антропоскопски карактеристики кои детето ги поседува. На која возраст? Па возраста за рана спортска специализација е различита во зависност од дисциплината која што сакаме да го селектираме. Така, например, најрана возраст е во пливањето од негде 6 години, а најдоцна околу 13 години за тешкоатлетските дисциплини, како што се дигање на тежина или товар, како што се вика, и овие борење, бокс и така натака, кои што барат големи оптоварувања. Мене ми е познато дека кај нас во Македонија последниве години вршени се на голема популација антропометриски испитувања. Дали можете да ни речете нешто за тие испитувања? Нашата институција, Институтот за медицинска експериментална и применета физиологија на медицинскиот факултет, веќе 15 и повеќе години се занимава со антропометрија, било таа функционална, било таа класична антропометрија, која што не преокупирала и ние во рамките на нашата институција имаме веќе извршено неколку масови испитувања. Првата беше во смисла на функционалната антропометрија, тоа да се откријат деформитетите кај школските деца. Беа извршени околу преку 7000 испитувања во цела Македонија. Понатаму вршевме испитувања во рамките на функционалните способности на вработените по разни работни организации и други слични на овие испитувања кои што се некои во тек, на основ кои што ние ќе можеме подоцна, од кои ќе се обработат сите материјали, да дадеме поконкретна слика за антропометриските карактеристики на населението во нашата република. Тоа нека биде и крај на нашата емисија. Благодарам за учеството, а вас, драги гледачи, за вниманието.